Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес сме должни да ја поставиме целосната слика, а не само дел од неа. И затоа изминатите денови директно, со докази, покажавме што е разликата помеѓу нас и останатите. Кога бевме опозиција, застанавме со работниците затоа што имаше реален проблем. Платите доцнеа, колективните договори не се почитуваа и се подготвуваа законски измени со кои минималната плата требаше да се исфрли од формулата за пресметка. Тоа ќе значеше прекин на линеарниот раст и слабење на заштитниот механизам за илјадници вработени. Тогаш, заедно со синдикатите, поднесовме над 40 амандмани и го спречивме тој обид. Не дозволивме минималната плата да биде отстранета од системот. Тоа е причината зошто денес, кога расте минималната плата, растат и останатите примања. Разликата денеска е суштинска. По 2 години со управување на државата не зборуваме за барања, зборуваме за реализирани договори. Во општините платите се зголемени во просек за околу 5000 денари по вработен. Во основното и средното образование обезбедивме раст од 46 до 60% во 4-годишен период. Во високото образование зголемувањето е минимум 14%. Во здравството од 40 до 50% во еден мандат. Полициските службеници добија 10% зголемување на платите, социјалните работници 20%, а околу 11.000 административци, судски и обвинителски службеници имаат гарантирано покачување од 40% до 2028 година. Сите колективни договори се испочитувани. Платите се исплаќаат редовно. Инфлацијата е стабилизирана од двоцифрени стапки на едноцифрена стапка на инфлација. Ова се системски решенија, не се импровизации. Оваа влада вака го реализира договорот со работниците. Ние не бегаме од диалог за минималната плата, но решенијата мора да се носат институционално во економско-социјалниот совет со одржлив пристап што ја штити и економијата и буџетот. Кога сме во опозиција спречуваме штета, кога сме на власт обезбедуваме раст. Работниците заслужуваат сигурност, договор што важи и политика што носи резултати. Ви благодарам. Што ќе се случува во наредниот период околу функционерските плати, бидејќи знаеме дека изминатиот период се крена буквално голема галама во јавноста што се однесува до тоа, ќе има ли нивелизација во наредниот период и како партија како го оценувате тоа? Ние благодарам прво на прашањето, добро прашање. Ние кажавме дека покачување на функционерските плати нема да има. И оваа година, исто така како и претходната, и го чекаме официјалниот податок, кој што верувам по кој што е протокол од Државниот завод за статистика би излегол утре. Тоа е просечната плата за 2025 година, според која ние со 6 закони, пакет закони во собранието, за сите избрани и именувани лица, ќе го намалиме коефициентот за да нема раст на платите. Зошто идеме кон ова решение? Бидејќи секое друго решение е неуставно. Ние не сакаме да ја доведеме државата во ситуација, да направиме закон кој што можеби е неуставен, потоа на Уставен суд тој закон да биде едноставно бутнат и потоа одлуките на Уставниот суд да мора да се почитуваат, како што дојдовме до тоа 78% покачување на платите. Така да одговорот на вашето прашање очекуваме можеби утре во парламентот да ги поднесеме тие пакет на 6 закони со кои што ќе треба да ги нивелираме функционерските плати и со кои што ќе гарантираат дека нема да има нивни раст.